Почитувани представници на медиумите, ја користам оваа прилика, а по повод 66 години Слободно Куманово и 491 година од појава на Куманово како прва урбана заедница, да како градоначелник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз од ова свето место, ова куќа, се обратам до вас, медиумите, за оноа во пресет на големиот празник за Куманово, да ги презентираме нашите успеси од оваа година како локална самоуправа, најголема во Република Македонија. Би сакал во низа на нашите проекти од оваа година да представам 4 значајни капитални инвестиции од значење не само за Куманово, воопшто и за Република Македонија. Ќе отпочнам со најзначајниот економски објект, значи дистрибуција прва во Македонија, дистрибуција на газ и изградба на газна инфраструктура. Дистрибуцијата на газ во Македонија и поред постоењето на магистралниот вод од 10 години не заживеа во Македонија. Куманово во изминатите 4 години направи напори, направи јавно предпријатие Куманово газ, направи проект, ревидиран проект и отпочна со изграда на инфраструктура. Изградили се 5 километарски челични вод примарен и 5 километар полиетиленски вод. Изградили се мерна регулаторна станица, шахти, разводници и се стекна со лиценци за дистрибуција на газ. На 10 ноември Куманово отпочнува званична дистрибуција на првиот потрошувач, а тоа е дом за стари лица Зафир Сајтов. Паралелно правиме адаптација на 12 јавни установи, тоа се Гимназија Гоце Делчев, Перо Наков, Крсти Мисирков и Браќа Миладиновци, училиште 11 октомври, 4 градинки, 3 градинки, потоа имаме јавно предпријатие Водовод, јавно предпријатие Чистото зеленило, општина Куманово и други јавни установи. До крајот на годината ќе имаме приклучено над 213 големи потрошувачи, со што ја отвараме приказката за приклучување и на физички лица, односно стамбени единици и други правни субјекти кои ќе покажат желба во делот и регионот каде е завршена инфраструктурата за газификација. Ова е епохално дело во областа на енергетиката во Република Македонија и, да не кажам револуционарно, бидејќи од овој момент почнува нова приказка во гасификација на град Куманово, а пред се по тој пат мислам дека следат и други градови кои имаат оваква можност. Затоа поканувам сите представници на медиуми на 10 во 14 часот во Дом за стари лица Зафир Сајтов, свечено отварање и промоција на прво дистрибутивно предпријатие Куманово газ од Куманово, кое е во 100% собственост на локалната самоуправа. За инфраструктурата би сакал да кажам неколку збора. Ова година Куманово го заврши проектот за булеварско решение на Октомвриска револуција и Трета македонска. Тоа е влезно-излезната булеварска, влезно-излезниот булевар и улицата Октомвриска револуција, кои заедно во ринг прават 8,5 километарско булеварско решение. Ова година завршиме клучката на патот Крива Паланка Штип, со што го закружиме проектот кој трае 2,5 години скоро, за кој се употребени негде околу 1.800.000 евра, а овој проект со клучката кошта негде околу 250.000 евра и тој ќе биде пуштен на 10 ноември во негде 15 часот. Значи, ова решение на буливарски тип го решава сообраќајниот хаос на град Куманово, кој во изминатиот период како град профилиран за некое друго време и друг број на автомобили. Куманово денеска има 30.000 регистрирани автомобили, 120.000 жители, така да на овој начин помагаме во и отпочнуваме со разрешување на сообраќајниот хаос. Третиот капитален проект кој сакам да го представам како антипод на владината пропаганда за изградба на спортски сали, тоа е изградба на спортска сала во училиштето Перо Наков со 100% инвестиција на локалната самоуправа.
спортска сала 1500 квадратни метри со 400 посетители, спортска сала која во наредниот период ќе ги абсорбира сите мали спортови, кошарка, ракомет, одбојка, борилачки спортови, гимнастика, пинг-понг, значи можност за професионални надпревари и тренинзи, со што го отвараме новиот процес. Едната година започнуваме нова сала во населбата Карпуш и атлетска трим стаза во училиште Наце Буѓони, со што даваме можност како што ингеренција на локалната самоуправа за масовен, рекреативен, училишен спорт и можност за тренинзи на професионални екипи. И би сакал како под 4 да потенцирам јавното предпријатие Чистота, кој ова година е добитник на Еврејската награда, предпријатие кој пред 4 години тонеше во долгови и проблеми, со помош на Советот на општината, локалната самоуправа, програмата што ја донесеме за зелени површини, 32 милиони на годишно ниво е дотација, успеавме да набавиме 5 нови возила за собирање на смет од Датрик и негде 800 контейнери, со што дефинитивно се справуваме со цврстиот отпад, а отвараме и нови зелени површини во големина од 7 хектари, нови паркови, регулација на речни корита и пред се желење. Значи, на некој начин го остваруваме проектот Зелено куманова снага во природата преку гасификација, преку фабриката за пречистување на отпадни вода и преку решавање на цврст отпад и нови зелени површини.